Противпожарно возило вредно 100.000 евра доби Штипската противпожарна единица, со што дополнително е зајакнат возниот парк и капацитетот на најголемата единица специјализирана за гаснење пожари во регионот. Со ова уште еднаш ја потврдуваме нашата тенденција за модернизација, модернизирање и осовременување на опремата со која што располага противпожарната единица, имајќи предвид дека во претходната недела пристигна огнеотпорната опрема против шумски пожари. Посакувам и во наредниот период овој тренд да не следи, да ја опремиме противпожарната единица, но исто така и посакувам помалку интервенции на нашите пожарникари. Дополнително од страна на Американска амбасада е донирана и противпожарна опрема. Еве, во очекување за 2023 година е, како што најавив, набавката на теренско возило кое што е за градски средини во износ од $75.000. Инаку опремата која што денес ја добивме е во износ од $30.000 за огнеотпорна опрема во урбан дел од градот против еве да кажам пожари со која што ќе се збогати опремата со која што ќе располагаат пожарникарите во противпожарната единица. Се во ова за штипските пожарникари е инвестиција во подобрување на капацитетот на единицата. Па со новата униформа и со новото возило ние веќе ќе бидеме многу појачани и за нас и за граѓаните ќе значи поефикасно, побрзо и навремено завршување на секој предизвик. Со инвестиции во противпожарна единица се пофалени делчевскиот градоначалник Горан Трајковски. Во целиот изминат период перманентно работиме за во однос да ја снабдиме единицата со професионална опрема и со нови возила, зашто и јавноста е сведок дека по скоро половина век набавивме ново противпожарно возило за територијалната противпожарна единица, но и по пат на донација од нашите пријатели од Словенија се набавени 2 возила. Исто така локалната самоуправа во изминатиот период набави професионална огнеотпорна опрема за сите пожарникари. Во Делчево за прв пат се додели и плакета за општествена одговорност и континуирана соработка и поддршка на ТПП Делчево која ја доби фирмата Брегал. Сакам да апелирам до сите компании на територија на општина Делчево да покажат хуманост и да си го сакаат својот град. Можеме да донираме, можеме да правиме, оти градот го заслужува тоа. А сите заедно кога ќе направиме секој по еден мал допринос, ќе се познае, ќе имаме подобра еднина. Своите умешности и способности пожарникарите од сите територијални единици ги демонстрираа преку показни вежби. Симулација на автомобилска несреќа во која имаше повредено лице и извлекување на повреденото лице од автомобил. Во вториот дел на вежбата изведовме гаснење на запалено патничко моторно возило со пенило. Најголем впечаток активностите на пожарникарите оставија врз најмладите. Интересно ми е кога гасат пожар, да скокат да си играат, кога брече сирената. Инаку 20 мај е прогласен за Ден на пожарникарството во Македонија, зашто на овој датум во 1836 година во Битола бил формиран првиот противпожарен отред.